Менталното здравје кај децата е многу кревко и подложно на секој вид сила, закана, злоупотреба, заплашување или агресивно доминирање. Меѓуврсничкото насилство ги представува сите овие однесувања кои можат да се распоредат во три типови на вербален, социјален и физички, а со развојот на технологијата и сајбербулинг. Може да се случува за време на училиште или по училишните часови. Представува карактеристичен образец на повредување и понижување на другите, особено на оние кои се помали, послаби или на било каков начин поранливи од оние кои го предизвикуваат. Не се случува еднаш, туку повеќекратно и е намерно со цел да се предизвика штета на другите со помала моќ. Страшната вест која потресе државата дека ученик од една скопска гимназија како жртва на булинг си го одзеде животот, повторно го крена алармот. Пред насилството не смее да се молчи. Одговорностите се поделени и образовниот систем и родителите подеднакво виновни за тоа што ни се случува со децата, велат психолозите. Потврли ли системот? Можевме ли да превенираме несреќата? Одговорноста е на сите нас? Така е. Одговорноста на вистина е на сите нас. Како прво, сите ние сме родители на тие деца, било насилници, било жртви во случајов, но од друга страна насилничкото однесување, односно тенденцијата да се навредуваат и повредуваат другите деца, децата помеѓу себе, произлегува наназад од оној момент како детето растело наназад и од каде сето тоа однесување е прифатено и научено. Значи, сепак од најмали нозе една таква тенденција за повреда, навреда и мислење, и непочитување, и нетолеранција на другите деца, на другите личности околу нас, всушност произлегува од моделите кои ги гледаме, од начинот на кој се однесуваат родителите на децата дома, од начинот на кој живее детето, во какво обкружување живее и на кој начин всушност детето е воспитано од најмали нозе. Дека и образовниот систем носи одговорност во случајов, да, носи одговорност со оглед на тоа дека самите образовни работници, наставниците, психолозите, педагозите потребно е да делуваат во случаи кога постојат едни вакви ситуации. Освен образовна функција, ние имаме и воспитна функција во нашата работа, во училиштата. Какво е вашето искуство како училишен психолог со меѓуврсничкото насилство? Го има ли често во вашето училиште? Со оглед на тоа што нашето училиште, државно средно училиште Спортска академија, се занимава, односно работи со спортисти, професионални спортисти, кои од најмали нозе се занимаваат со спорт. Нашето искуство е многу помало, скоро и незначително, односно и скоро сме немале такви случаи. Какво е вашето искуство не само во училиштето со меѓуврсничко насилство, туку и генерално во средината во која што живеете и се движите меѓу вашите пријатели? Има ли случаи, дали вие сте биле предмет на меѓуврсничко насилство низ годиниви или дали можеби сте биле сведок дека некој ваш пријател е жртва? Слободно можам да кажам дека е присутен во одредени општествени заедници повеќе, во одредени општествени заедници помалку. Она што е важно исто така да се напомене кога е во прашање улогата на сведок во такви ситуации, многу е важно, јасно и гласно да се говори за проблемите во поглед на ситуацијата што ја отвара булингот или врсничкото насилство, се со цел да се поддржи жртвата, да се укаже на некаква поддршка и во периодот на тие рани години каде што се уште ние како личности кои што влегуваат во пубертет, кои што се уште во пубертет, не знаеме точно што е исправно, се уште се прашуваме од некој аспект, па затоа можеби со нашата реакција ќе можеме да допринесеме оној кој што е од другата страна, кој што е предизвикател на таквото насилство, да го стави прстот на челото и да размисли за ситуацијата дали е исправно или не е исправно во поглед на тоа. Поминавте треба да се зборува. Се зборува ли помеѓу вас другарите за меѓуврсничкото насилство? Конкретно на ова прашање ќе одговорам како индивидуа, конкретно во мојот индивидуален круг во кој што јас се движам. Можам да кажам дека ите како се зборува на оваа тема и ите како треба да се зборува на секоја ваква тема која што предизвикува некаква човечка реакција во поглед на емоциите и чувствата. Зборувајќи на ваквите теми, ние всушност си помагаме. Она што, например, ќе го поминам јас како индивидуа, можеби некому ќе му користи понатаму. Марија,
Психолозите училишни имаат клучна улога во целата оваа приказна, конкретно кога станува збор за работата со жртвите на меѓуврсничко насилство, имајќи предвид дека тие се кревки и треба да се биде многу внимателен кога се работи и комуницира со нив во целиот процес. Која е улогата на психологот? Ние како училишни психолози во нашата програма за работа ја имаме конкретно и оваа цел да работиме со сите ученици, односно сите да кажам личности кои се дел од образовниот систем, кои има некаков предизвик со кој се соочуваат. Но од друга страна, сето тоа треба да е посочено до нас од наставниот кадар. Ние психолозите, освен чекајќи некој да ни ги посочи тие деца дека имаат некаква проблематика, имаме и обврска да бидеме тука меѓу учениците, во нивните училници, походниците и да разговараме постојано со нив. Имаме ученичка заедница. И во нашето училиште имаме младинско советувалиште, развиено младинско советувалиште, каде што младите се обраќаат. Обраќајќи ни се на тој начин, ние воочуваме и многу други состојби кај нив, каде што можеме да реагираме многу поблиску, да реагираме и до родителите, и до наставниците и конкретно да работиме во неделата 2 пати, 3 пати, да ги повикуваме и да работиме конкретно со учениците. Бите на нашиот пристап. Колку ние пристапиме поблиску до учениците, толку тие ќе бидат поослободени дека можат да ни се обратат. Првата и најважна алка се родителите, семејството и наставниот кадар кој што постојано комуницира со ученикот и треба да ги забележи овие промени во однесувањето. Кои се промените во однесувањето кај младиот човек кој што укажува и покажува дека е жртва на меѓуврсничко насилство? Так, и ние од оваа страна, како образовен систем, можеме да ги забележиме, можеби и родителите брзаат. Не можат да го забележат. Средношколец ќе речат само оди на патот, нека движи сам, веќе он сам знае, големе. Но од друга страна, тие се адолесценти кои се соочуваат со сериозна психолошка состојба. Доживуваат секакви моменти кои не знаат дали да ги изразат или да не ги изразат и многу често одбегнуваат да разговараат со своите родители. Можат родителите и да не забележат дека со нивните деца нешто се случува, но ние тука сме постојано со нив и можеме да забележиме на часовите, колкаво е вниманието на часовите, дали има некаква промена во однесувањето на часовите. Ние ги гледаме походниците, кој дете останало само на клупата и не се дружи со другите, кој дете и на самиот терен се однесува поразлично од претходно. Можеме да забележиме конкретна вознемиреност, конкретна оспаност или недоаѓање на училиште, на училишните часови, како и намален училишен успех. Нешто на кое исто така еве ги повикуваме родителите уште од прва година да го следат, бидејќи има специфични промени. Не конкретно во прва година, туку во втора година има специфични промени кои се случуваат во мозокот кај младите адолесценти, каде што и како бурно реагираат и на најситни работи, а тоа може да прерасне во нешто многу поголемо. Сите промени да се лоцираат и да се реагира веднаш кај психологот, за да можеме ние, бидејќи ние најдобро би ги препознале во разговор со учениците, бидејќи ние најдобро го познаваме нивното однесување, можеме директно да превенираме. Антонија, заклучивме дека насилството постои како такво, за жал. За среќа, од друга страна, вие не сте биле свидок на меѓуврсничко насилство, но би ви годало ли во рамките на образовниот процес почесто гласно за вашите професори во училиштето и генерално сите ученици да зборуваат во рамки на образовниот систем гласно за необходноста од одржувањето на менталното здравје и превенцијата на меѓуврсничкото насилство? Да, така. Па секако дека би ми годало, не само мене, сметам дека тоа би годало на секоја индивидуа која што екзистира нели во нашата општествена заедница. Конкретно во нашето училиште, во рамките на воспитно-образовниот процес, имаме доста програми кои што ги работиме на класните часови заедно со нашите класни раководители, каде што дискутираме за важноста на ваквите теми, како и превенцијата да не дојде до нешто вакво. Доколку ги санираме причините, ќе се исклучи можноста за повторно појавување на проблемот, а доколку ги лечиме последиците, кои што некогаш можат да бидат и фатални, веќе ќе биде прекасно, некаде ќе нема да можеме ни да реагираме соодветно. Треба да има доста едукации, доста предавања, децата да имаат глас во сето тоа, како тие ја согледуваат ситуацијата.
треба да се разговара и со оној кој што го предизвикува булингот, и со оној кој што е жртва на истиот, и со сведокот на истиот. Значи, тоа се едни меѓучовечки односи кои што и текако треба јавно да бидат покажани, да бидат зборувани, се со цел да превенираме, да спречиме. Ние не можеме да искорениме, но и текако можеме да намалиме. Според податоците на Фондот за деца на Обединетите нации, на глобално ниво нешто повеќе од 1 од 3 ученици на возраст од 13 до 15 години се соочуваат со малтретирање, а приближно ист процент се вклучени во физички пресметки. Наедно, 3 од 10 ученици во 39 индустриализирани земји признаваат дека малтретираат врсници. Кога станува збор за разлики меѓу момчињата и девојките, податоците покажуваат дека двата пола се подеднакво изложени на ризик од малтретирање. Со таа разлика што постои поголема веројатност девојките да станат жртви на психолошки форми на малтретирање, додека пак момчињата се изложени на поголем ризик од физичко насилство и закани. Токму затоа раното препознавање на можните начини на справување придонесуваат во намалување на долготрајните негативни развојни последици од изложеноста на истото.